Добре, криптоентузијасти, како што ветивме денес, ќе направиме видео со вести, затоа што има некои многу битни работи, посебно во однос на падот кој што моментално го, да речем, пребродуваме, така да имате во предвид дека денес ќе поразговараме кои се реалните причини и фадот кој што го предизвика овој пад кој што моментално го гледаме, со тоа што има и изгледи истиот да продолжи, затоа и се уште не сме алоцирале ништо од нашето портфолио, се додека не сме уверени дека овој пад е позади нас. А за да биде позади нас, најчесто тоа доаѓа со добри вести кои што моментално ги нема. Прво, морам да напоменам, Жарко Николовски, еден од нашата заедница, ми ја прати една од најинтересните вести за денес, морам да признаам, а тоа е дека некои будали, да речем револуционери како нас, значи секоја чест за потегот, како што може да видите на самата слика, значи отишле, значи во близина на ова е Централната банка на Англија, каде што со, на некој начин, ласерски предпоставувам прожектор, ги ставиле овие надписи на банката на Англија, значи секоја чест. Значи тоа е главната вест во оваа ситуација, но е многу битна затоа што е доста битно значење кога некој има муда да го направи ова, секоја чест, значи пак ќе кажам, со тоа што ќе ви ги покажам сликите. Значи првата е многу интересна, таа е најдобрата. Fiat is a bubble, Bitcoin is the pin. Така да знаете и сами, односно во оваа ситуација каде што се говори цело време дека криптосферата е уствари во оној меур фаза, а овдека многу добро е напишано дека уствари принтањето на бескрајна количина на пари е уствари баболот кој што Биткоин ќе, значи обратна е ситуацијата во кој што Биткоин е лекот за целата оваа ситуација и Биткоин ќе така велат американците pop the bubble, значи затоа е вели пин, значи дека биткоин уствари иглата. Така да ова е една многу добра слика. Следната, money printer go brr, мислам дека на сите ве јасна оваа ситуација, со оглед на фактот дека во денешно време, значи како што кажавме не знам колку пати до сега, парите не се покриени со ништо. Они велат дека криптовалутите не се покриени, но многу од проектите на криптовалутите се заштитени со тоа што има или соодветна количина на краен баланс кој што може да го има, или пак има соодветен механизам со кој што се гори одредена количина за да не биде како парите, каде што постојано само се принтаат нови пари. За да бидеме реални. Така да, значи не е криптото тој што е проблемот, туку е буквално ви кажува точно овде како е оној кој што постојано предизвикува инфлација, но тоа е нормално, а додека криптото не е, нели? И многу добро објаснето овде дека printing money is the stealing of the poor. Зошто го вели тоа? Затоа што со девалвација на вашата валута, значи вие губите постојано пари, затоа и вели има инфлација на годишно ниво. Тоа значи дека губи од својата вредност на годишно ниво. Но ниту една држава, дајме да речеме скоро ниту една држава, ја до сега не сум видел да каже знаете што? Ќе ги зголемуваме платите за нивото на инфлација секоја година. Така, значи затоа и велам. Кога буквално објаснетото овдека е сосема на место. Значи колку повеќе пари се принтаат, тоа, значи владата има право да испринта колку сака пари за да ги покрие своите долгови. Вас ве тера повторно да плаќате данок, а одозгоре на тоа не ви ги надополнува оние загуби кои што ги имате со парите кои што ги чувате на годишно ниво, затоа што не постои валута во светот која што нема инфлација. Така да таа инфлација вас не ви е надокнадена, ниту во еден момент. Јас знаете и сами дека кога последен пат вие сте слушале адаптација или коригирање на вашата плата за да ја стаса самата инфлација која што моментално се случува. Значи, тоа е главната причина поради која што ова е сосема на место и оние кои што знаат малку економија знаат точно што уствари сака да каже авторот и многу добро ова како за крај Bitcoin fixes this. Значи Bitcoin го поправува сето ова што моментално корумпираниот централизиран финансиски систем го прави. Бидеме реални. Знам дека многу од вас ви замерувате кога едноставно ви го кажувам ова дека е потребно да успееме да профитираме на грбот на централните финансии. Зошто го велам тоа? Јас повторно на крајот од целата оваа игра, пак е на некој начин игра, верувам дека децентрализираните финансии ќе победат, затоа што има многу подобро решение, а 99% од луѓето се сиромашни и се оние кои што ова им е потребно. Така да поради оваа причина на крајот од денот децентрализираните финансии ќе победат затоа што ќе бидат многу поприфатени од секојдневниот човек. А тие 1% кои што се уште се обидуваат да го контролираат, нели, финансискиот систем кои што се уште го контролираат, нормално е дека нема едноставно се откажат од борба. Така, и во оваа ситуација, оние проекти кои што едноставно се обидуваат да го доближат
DeFi заедно со крипто до централизираните финансии се неопходни. Затоа што не постои начин во кој што централизираните финансии само ќе се откажат и ќе дојдеме до комплетна адаптација на крипто. Тоа не постои. Тоа не го менува фактот дека ние можеме да ги искористиме сите овие централизирани актери во нивниот неуспешен обид за адаптација на крипто, затоа што вие не можете да адаптирате нешто што е подобро од вас. Тоа ќе ве адаптира вас. Така да уште еднаш ќе напоменам, имајте го тоа во предвид. Значи идејата е да се искористи падот на централизираните финансии со цел да направиме профит за нас, како што они не користат секој ден на секојдневно ниво. Се разбираме? Значи јас сум работел како адвокат за централизирани финансии. Не можам да кажам за кои, не можам да кажам во каква улога, но јас сум видел што они се способни да направат на секојдневниот човек. Така да, кога јас на некој начин ви кажувам идеја како можеме да профитираме од централизираните финансии, тоа е буквално со цел да им вратиме на некој начин за тоа што го прават постојано на секојдневниот народ. Погледнете, еве Левица моментално има некои извештаи моментално објавено за тоа колку само банките во Македонија се во профит. Значи целата држава пропаѓа, сите се во загуби, а банките се со рекорден милионски профит. Зошто мислите дека е тоа така? Поради тоа што и понатаму корумпираноста на банките продолжува до тој аспект што нив не има битно дали вие имате за јадење или не. Нив има битно ако сте земале пари да ги вратите и да си ја наплатат собствената камата. Така да, уште еднаш, немој да мислите вие затоа што јас ви кажувам дека е паметно да се инвестираат, пример. Иако не можам да ви кажам, че ја не можам да ви дам финансиски совет, останува на вас сами да одлучите, но кога велам дека според нас е паметно да се инвестира во Ripple, во не знам, Zinfi, во што и да е моментално што ќе биде уствари дел од новиот финансиски систем, тоа го кажувам поради причина што можеме едноставно да го свртиме ова против нив. Значи направите го профитот кога моментално они се обидуваат да направат нов капитал, нов капиталистички систем на нова монетарна политика на светот, а потоа ќе видиме што ќе правиме со тоа, се разбираме. Значи искористете го тоа што они го прават моментално и го преќутуваат со цел да направиме профит. А како понатаму ќе успееме или нема да успееме да на некој начин го спречиме овој централизиран финансиски систем, останува да видиме. Но повторно, зошто да не направиме профит на нивниот грб кога они го прават тоа секој ден врз нашиот? Имајте го тоа во предвид кога размислувате дали би сакале да имате ваков тип на централизирани проекти во вашето портфолио. Значи, борбата за децентрализација ќе биде многу подоцна. Прво треба да се пробие криптото, а за да се пробие потребен нивниот капитал. А откако ќе се пробие со нивниот капитал, имаше еден економист што го вели тоа, вели капитализмот ќе пропадне од отров што ќе мисли дека ако го прифати е во негова полза. Буквално. Значи самиот капитализам ќе го прифати решението за негово уништување. А тоа ќе биде, јас верувам, крипто. Останува да видиме, но иако за жал не можам да се сетам точно името на овој економист кој што нели сум го читал, значи буквално така. Самиот капитализам ќе го придобие решението кој што ќе го уништи. Е па верувам дека ова жолто портокалово знакче со П, мислам дека тоа е тоа. Но останува да видиме, нели времето ќе ни покаже. Во секој случај на крајот од денот дај ние да бидеме богати, а понатаму ќе видиме што ќе се случи околу делот со нели победа на централизираните или децентрализираните финансии, нели. Вака сега. Значи главниот пат овој викенд и нели пред самиот викенд го доживеавме поради ова. Значи пред 2 дена беше објавена, значи ја пак ќе кажам, не можам веднаш да го објавам ова затоа што поради спекулации многу од луѓето можат да погрешно да го сватат. Зошто го велам? Значи кога прв пат испадна оваа најава, која што вели дека моментално некој извор од СЕК, значи од Комисијата за хартија од вредност во Америка, информирал дека моментално има големи вести кои што ќе ги добиеме за еден ден. Нормално сите спекулации отидоа во моментот дека Ripple конечно постигнал спогодба. Но реалната страна е комплетно поинаква. Затоа и велам, ако јас ви ја покажам оваа вест кога ја дознав, вие ќе помислите готово, дај сите да купиме Ripple. Затоа сум и внимателен во она што го објавувам, затоа што многу луѓето веднаш значи ги користат информациите кои што ви ги давам. Значи мора да бидете не толку импулсивни на крипто пазар. Значи разберете, ова е маратон, ова не е спринт. Така да кога ви велам дека треба тактички да ги бирате моментите кога треба да купите, значи правете го тоа така. Зошто го велам? Повторно на вас останува како ќе го расподелите вашето портфолио, со кој степен на ризик и како ќе купувате и продавате. Но мора да се стабилизирате. Нема логика да се брза, се уште се наоѓаме на дното на bear маркетот, оние кои што мислат дека пропуштиле, не пропуштиле, ништо не сме ни почнале да се движиме нагоре. Така да и во оваа ситуација не брзајте со вестите, значи потребно е време вестите да
на некој начин изреагираат, како и во оваа ситуација. Ако отвориме чартот, можеме да видиме дека многу од луѓето очекуваат дека после првата свека тоа треба да купиме. Не. Значи корекциите најчесто не траат 10 сати. Корекциите, како што можеме да видиме како нагоре, кој што и беше потребно недели да се оствари, така и надоле. Ќе биде потребно можеби една недела, можеби неколку дена, но мораме да видиме. Така да не брзите. Добив еден куп пораки од типот дали да купам. Луѓе, ја не можам да ви кажам кога да купите и не можам да ви кажам што да купите. Но ја можам да ви кажам кога јас сум купил. Јас не брзам, моментално немам ништо купено на пазарот. Зошто е тоа така? Иако мене стейблкоините ми се на Binance, идејата е дека се уште мораме барем до 38,2, односно 21.200 да допреме, за да можеме да кажеме дека сме допрале некој значително ниво. Па така и во оваа ситуација, значи не ги гледате од типот на фат и готово крај. Тука мора да се купи веднаш. Во ред, сме направиле мала корекција, но јас верувам дека оваа корекција и понатаму ќе трае со оглед на фактот дека потребни се добри вести за стабилизирање на пазарот. Значи реално ви кажувам. Така да и во оваа ситуација добри вести нема на повидок. Има лоши. Сега да прво да разговараме зошто се тоа се случи, па понатаму ќе видиме што би очекувале. Значи прво како што кажавме, тоа беше идејата дека ќе има нова вест која што испада да биде многу негативна, наместо оние кои што очекуваа дека ќе биде многу позитивна. А тоа е дека Кракен моментално сега ова веќе како што велат отвара една кутија со црви, многу битна и многу голема во Америка, што се надевам дека на вистина се надевам дека американците моментално ќе си пукаат сами себе во нога. Ја стварно се надевам. Вака сега. Ова разгалено од детиште, ова жабава што ја гледате моментално овдека, Гери Генслер, е уствари канцеларот, односно одговорниот на СЕК, односно на Комисијата за хартија од вредност. Сега, каде е проблем? Ако сте проследиле вести, ако нели може да следите вести на англиски, сигурно знаете дека моментално Комисијата за хартија од вредност го обвини Кракен, но ова е само, тоа е проблемот, што ова е само една, они веќе најавија дека планира на целата криптоиндустрија да ја направат притисок. Значи затоа и ви велам, можеби е многу рано да се купува. Сега веле вака. Значи идејата и односно како нашле причина за да направат притисок, значи Кракен е меѓународна компанија и моментално и се прави притисок дека не ги пријавила своите стейкинг. Значи нели, кога правите стейк, односно кога заклучувате дел вашите коини токени, со цел да добиете награда, а во против вредност фактички Кракен може да ги користи вашите токени и коини во периодот во кој што се заклучени со цел нели да прави liquidity или што и да прави, нели, тоа е негова работа. Сега, во оваа ситуација, значи затоа што не биле регистрирани како практично, иако Кракен има своја легална база за работа во Америка, истата не регистрирала посебна функција за стейк. Така. Поради оваа причина, значи, сега Комисијата за хартија од вредност веднаш им кажува дека се во криво и дека, нели, ако не прифатат веднаш да направат сетлмент, односно нели да се договорат како се тоа ќе се реши, ќе мора да се оди на суда, верувајте ми, нели. И СЕК сами знаа и Кракен сами знаат колку тоа би било лошо за нив како репутација, колку би едноставно однело од нивните да речем клиенти. Така да оваа ситуација може да доведе до момент каде што нели во ред сте обвиниле дека Кракен не ги регистрирале своите услуги, но ова може да биде така речено и многу поголема акција во која што ако Кракен платиле 30 милиони, очекуваат дека сега сите ќе платат. Значи ова е буквално extortion или изнуда. Значи јас тоа постојано го кажувам. Не постои право со како што они го велат, они го регулирале крипто преку enforcement. Како може? Значи прво ти немаш закон, ти не правиш enforcement е уствари преку принуда, така речено. Значи едноставно доаѓи ми почнувам да контролирам. Како можеш да контролираш кога ти немаш закон за крипто? Ти користиш закон од 1946 година. Толку се заостанати американците, страшна работа, ретардирани, не е ни битно. Интересно од целата ситуација е што ова може да сега да добие каскадно дејство, односно истото може сега да се одрази и на други менувачници, а знаеме дека најголемиот дел од крипто за жал се уште е стациониран во Америка и затоа велам, ова ќе биде доста интересно ако они сега моментално сами си пукаат во нога и ги натераат сите крипто проекти моментално да се придвижат надвор од Америка. Тоа би било супер. Затоа што на тој начин ќе имате децентрализирање на крипто, затоа што нема сите отидат во Европа, него ќе имате проекти кои што ќе отидат во Австралија, Европа, но зошто го велам ова? Сеќавате кога беше повеќе од 70% од биткоин майнинг и хешрейт фокусиран во Кина? Истата ситуација. Односно, колку повеќе е разделен овој пазар на целиот свет,
толку подобро е неговата децентрализација да биде зачувана, затоа што ќе биде многу потешко на оние централизирани фигури како УЕФ да можат да реагираат на криптопазарот. Се разбираме? Така да и во оваа ситуација, ако мене прашувате, ова е на некој начин благослов, ама скриен благослов. Односно, ако си пукаат сами себе во нога и ги натераат сите овие менувачици моментално да се отидат од Америка, тоа ќе биде супер. Затоа, например, ми се допаѓаат такви проекти како АДА, кои што не се поврзани никако со Америка и кои што на Америка ништо не им може. Посебно сега со стейблкоинот кој што го направија JET и Shen. Така да, нели, тоа е на некој начин добра работа. Сега ова, како што кажав, нели, и понатаму се може да биде многу поголемо. Сега ќе ви објасниме како и зошто. Значи, прво што мораме да објасниме е значи вака. Идејата на SEC, како што веќе најавија и сами, е да се направи на некој начин бан, значи на крипто, но не директен, како на пример закон никој не сме да има крипто, туку преку enforcement, се разбираме. Значи они што велат, на овој начин се обидува што може повеќе да ги принудат сите субјекти кои што работат со крипто да не ги нудат овие услуги, на тој начин луѓето и да сакаат да купат, да не може да купат. Сега оно што не го разбираат е дека луѓето не се прости. Луѓето не се како во 80-тите кога не знаеле како тоа да го направат. Сега имаш начин, VPN и си купуваш преку Шведска, преку Јужна Америка, преку не знам каде, се разбираме, гледајте овде. Вели, ова е тој жабокот, ова е негова изјава. We are using all available tools, значи користиме сите алати на располагање. We are talking directly to the market participants, we take the meetings and we say this is how you comply. Наводно, демек разговарале со сите учесници на пазарот и дека на сите состаноци им кажувале како нели као може да бидат compliant, односно да бидат согласно со правото. Не е вистина. Сите луѓе, значи сите големи компании како Ripple, како Coinbase кои што разговараат со SEC, кажуваат дека не добиваат никакви, значи guidelines, никакви водилки за тоа како да бидат нели во тек со регулативата. Вели, the casinos the people are investing in and need to properly comply and disentangle these bundled products. The business model that they've set up is rife with conflicts. Значи, вака сега. Она што накратко сака да го кажа со оваа реченица е тоа дека наводно казината во кој што луѓето вложуваат, во ситуацијава се мисли на целиот крипто свет, значи било кој проект, е наводно као според нив не е соодветно со моменталните регулативи и дека ваквиот модел нели на е полн со конфликти. И наводно, они се обидуваат да заштитат јавност. Зошто не ја заштитат јавноста со моментално ваков enforcement на JP Morgan? Зошто таму не отидат? Каде што имате големи клиенти кои што моментално се инвеститори, но нив никој не ги задева. Зошто не отидат моментално кај BlackRock, кои што моментално купуваат директно пазарот? Или пак да отидат моментално да ги најдат клиентите на Grayscale? Така, значи и тоа е на некој начин стейкинг, затоа што вие имате биткоин кој што со време нели добива на вредност, пак е на некој начин според нивната дефиниција станува збор за хартија од вредност, затоа што они имаат GBTC, тоа се хартија од вредност. Зошто не отидат таму да регулираат? Или тоа е за инвеститори, тие се големи луѓе, нели што имаат доволно пари што може да направат плюс со тоа, зошто би оделе таму кога тие им плаќаат, така? Но ваму кај што обичната раја ќе може да добие на некој начин повеќе и згора на сето тоа, значи кај што не одат кај големите инвеститори, не одат во ред. Одат само кај малите, затоа што малите е единствен начин на кој што може да купува, посебно во Америка, е преку централизирани менувачници. Значи, за жал, најобичниот граѓанин купува преку централизирани менувачници. Каде е сега уште поголем проблем? Каде беа во 2007-2008 финансиската криза да ги регулираат банките? Или повторно се случува истата ситуација во која што на големите играчи им се дозволува во било кој време да купат што сакаат, затоа и велам, зошто не му отидоа на BlackRock да му кажат како тоа ти додаваш биткоин на твојот баланс шит? Ти не смееш да држиш биткоин на баланс шит, така? Зошто не го направија тоа? Но во исто време повторно се залагаат за тоа менувачиците да не може да продаваат на обичните луѓе со цел нели да не случајно направат профит. А од друга страна, каде е главниот проблем? Проблемот е и самиот Гери Генслер го кажува тоа во видеото овде. Значи погледнете го ова на CNBC, може да го најдете многу едноставно, Crypto Exchange Kraken, settles with SEC for 30 million. Погледнете го, знаеш што вели? Проблемот каде е? Како тоа Kraken смее да дава од 4 до 21% на стейкинг награди?
Зошто е тоа проблем? Проблемот е затоа што централизираните финансии како банки може да ви дадат 1%. И на тој начин менувачниците во оваа ситуација буквално им се мешаат во бизнисот. Имате одлив од капитал од банки кој што одива менувачниците затоа што вие не може да ме задржите како клиент со 1% камата на годишно ниво во банка, а ја можам да добиам 21% со стейкинг на менувачница, посебно некоја што е со добра репутација како кракен. Така да тука е проблемот. И овој жаба моментално се обидува да ги заштити банките, централизираните, затоа ви велам. На крајот од денот војната постои, само што нели, секој за која страна е платен на некој начин. И пак ќе кажам, значи каде беа исти овие да дојдат во финансиската криза и да ги запрат банките кои што го правеа истото што моментално да речем го прават менувачниците. Разликата е во тоа што банките се миленишиња на државата и добиваат бейлаут, односно ќе бидат платени сите нивни глупости што ги направиле од самата држава, што е уствари случајот 2008-2009 година со кризата. Така, додека во оваа ситуација ризикуваш во ред, ризикуваш. Никој нема потреба ништо да плати. И сега каде е тука проблемот? Секој од нас, барем 90% од оние кои што влегуваме на менувачица, знаеме кој е ризикот. И знаеме што ќе се случи, оно што постојано кажува он дека наводно се обидувал да заштити јавноста, оти ако не ја заштити ќе се случило истото, ќе пропаднела како FTX. Значи истиот Вој Жабок има безброј составоци со FTX, со тој бушавиот Сем Бенкман-Фрид, и ниту во еден момент не нашол ниту една ирегуларност. И постојано кажува како FTX е регуларна. И сега он го пропустил сето тоа, дошло до ситуација на банкрот моментално на FTX поради тоа што он не ја извршил собствената контрола како што треба, сега наеднаш сите се криви. Така, значи он не ја заврши својата работа, сите се криви сега. Затоа ви велам, моментално ова се случува е притисок врз целиот криптопазар, со кој што ако си го направат оваа грешка, да го забранат стейкинг како на сите платформи моментално во Америка, тоа ќе биде поштено пукање во нога и ќе имате распределба на сите оние кои што досега биле фокусирани во Америка, да се распределат низ целиот свет, затоа што никој не е луд да престане да добива стейкинг rewards, кога само во Америка тоа е забранено. Нигде на друго место во светот. Така да имајте го тоа пред. Сега, дури и самите SEC, гледајте, Хестер Пирс, тоа е една уствари, сега они ги нарекуваат комисионери, која што е исто така на некоја висока позиција во Комисијата за хартија од вредност, која што отворено вели дека ваквиот начин на регулирање на крипто е комплетно погрешен. И тоа не само, значи многу од видните личности, дури членови на нивните, да речем, парламент во оваа ситуација, или како што они го нарекуваат Сенат, значи во горниот и долниот дом, многу од луѓето го знаат ова и свесни се дека ќе имате губење на еден куп на капитал затоа што луѓето едноставно ќе го преместат својот капитал во друга држава. Земете го Ripple за пример. Ripple веќе се премести, како што кажуваат и они. Ние имаме отприлика 0,5% од нашиот бизнис во Америка. Значи гледате ли колку е тоа глупаво од нивна страна, но добро за децентрализирање, затоа што верувајте ми, не сакате и следниот финансиски систем да биде директно hijacked или киднапиран од мориканците. Значи, гледате што се случило со моменталниот. Замислите што ќе направат кога ќе имаат контрола од типот на CBDC. Така да, ако мене прашувате, супер, само нека продолжи така. Значи, како што кажав, дури и во нивните редови имате комисионери кои што се бурат против ова. И затоа велам, прашање на време е кога Гери Генслер ќе го обесат поради ова. Но нели, останува да видиме. Моментот кога ќе избега капиталот од Америка и големите проекти, тоа ќе биде првиот момент кога ќе се свестат што прават. Но нели, подобро е да се свестат покасно заради децентрализација на целиот криптосектор, а и мене лично заради сатисфакција да гледам како Америка губи во средниот дел. Чи не знам за вас, јас би обожавал да го гледам тоа. Сега, Coinbase, значи како е најголемата менувачица на американското тло, е свесна дека многу лесно може SEC да дојде сега кон неа поради истата ситуација, со тоа што Coinbase е и најголемиот стейк провайдер во Америка. Во оваа ситуација, значи самиот Келав Армстронг, како и да се викаше тој чичкото келавиот, само да видам каде беше неговото име, не може да најдам, добро, како и да се презира Армстронг, тој уствари на некој начин CEO на целиот Coinbase, вели дека првиот момент кога ќе се осмели SEC да дојде по нивниот стейкинг, веднаш ќе одат на суд, односно ќе бараат да биде задоволена правдата пред суд со цел нели да на некој начин ги одбранат своите клиенти, затоа што пак ќе напоменам. Во моментот кога вие ќе барате од менувачница да го забрани својот стейкинг како програма, вие немате причина зашто да ги чувате вашите валути на централизирана менувачница. Тоа е дури и добро и за нас, зашто? Многу од тие луѓе ќе бидат заштитени со оглед на фактот дека ќе преместуваат соодветни валути на менувачица само
кога имаат потреба да менуваат или да продаваат или да купуваат. Така да ќе ја користат само за off and off on ramp. Додека во оваа ситуација многу од нив ризикуваат заради тие високи staking rewards и поради тоа можеби не само децентрализација од типот на каде ќе се наоѓа поголемиот дел од крипто, туку и поради заштита на самите физички лица, тоа што јас постојано го кажувам. Јас нека биде 5 пати помала наградата за стейкинг, јас си понатаму ќе стейкам на моите hard ledgeri. Така да вие за вас не знам, но јас ви кажувам дека ова е добро затоа што на нови начин он не поради тоа што сака да ве заштити. Он сака да го уништи моментот на тоа што луѓето може да купат крипто. Но ова е начинот како да го најде. Значи тоа е на некој начин ви параат причина зошто да ви влезат едноставно во судска постапка со тоа што на сек тоа им работа, сек не губат на репутација. Значи сек работа му е да досаѓаат на вакви финансиски субјекти. Додека Coinbase веќе изгубија многу голема вредност на нивните акции, затоа што знаете и дека Coinbase е моментално првата менувачица која што и јавно тргувана компанија, која што веднаш изгуби на своите акции затоа што луѓето одма очекуваат дека сек, ако веќе го направиле тоа на Кракен и Кракен се предале без борба, туку директно едноставно го прифатиле самиот стейкинг, нели да платат за 30 милиони за казна за ова. Значи веруваат дека тоа веднаш ќе се одрази и на Coinbase, затоа што најчесто што се случува. Значи самиот сек прво наоѓа мали проекти каде што гледа дека може ова да го извојува и после тоа го користи тоа како регулатива да може да ги принуди и големите на она што они сакаат. Така да, значи тоа е многу добра тактика, нешто како што американците прво тренираа во Србија и Хрватска, па сега моментално истата стратегија користат и во Русија и Украина. Значи, нели, тоа не е ништо ново, они го прават тоа постојано и постојано работи, само без разлика дали станува збор за држави или станува збор за компании. Не е битно. Истата американска тактика, ништо ново. Така да, пак ќе кажем, добро е тоа што што Coinbase самите излегуваат и кажуваат дека веднаш ќе пристапат кон практично судска заштита, односно ќе бараат судот да определи за стейкинг, со цел да се заштитат од ваквите нели глупости што моментално ги прават регулаторите во Америка. Пак ќе напоменам, мене ако ме прашувате, јас се радувам на ова, значи прво ми даде корекција со која што ќе може нели да воспоставам уште дел од моето портфолио, а второ, нели, пак на некој начин ова на долги патеки е супер за децентрализација на крипто и за пат на моќта на Америка во крипто сектор. И продолжуваме и понатаму, значи фат имаме SEC, тоа е стандардна работа, кога почнува продолжува, значи најавите кои што моментално ги направи SEC за понатамошно банирање и нели да не може едноставно луѓето да може да купат крипто, доаѓаат и во овој степен. Значи гледајте, моментално имате невидлив, така речено, притисок врз банките кои што моментално работат со крипто, кои што се работуваат. Сега нели, они го користат моментот со FTX за да кажат ете имаме причина. Значи ако се сеќавате имаше Silver нешто таму, поименувам како се каже точно таа банка, кој што работеше со FTX и кој што моментално ги пенела на некој начин сите тие пари, трансакции на некој начин долари во стейблкоин и обратно, кој што нели после самиот FTX колапс, сега моментално таа банка е на некој начин шиканирана од сите страни. Така да и во оваа ситуација сега моментално не го користат тоа како притисок, со тоа што буквално значи ова е кажано од луѓе кои што работат во овие органи, дека моментално се прави невиден притисок однатре, значи директно се притискаат оние CEOs на банките, да и ако имаат некаков тип на конекција или пак услуга поврзана со крипто, да се откажат од истата. Значи, како што може видите и сами, вели, regulators threaten and bully bank leadership behind the scene, then publish public guidance stressing the banks are still free to custody crypto or service crypto clients. In reality, they are not free to do this by any means. Значи, гледате како добро објаснето овде, вели. Значи, регулаторите во позадина им пристапуваат на овие, да речем, одговорни личности на банката и им кажуваат дека не смеат тако нешто да прават, додека во исто време им кажуваат дека не смее тоа да изгледа така во јавност и дека мораат да изнесат така речено guidance, односно нели соодветни тоа се викаат bylaws, значи тоа се нивни као внатрешни права, со кои што се вели дека во секое време они може да работат со крипто или со клиенти на крипто, така. Но тоа нема да го направат затоа што знаат дека ќе има реперкусии од страна на регулаторите. Тоа е многу едноставно, тоа како кај нас во Македонија. Ако не сте за правилната партија, ќе ви пратиме инспекција, се разбираме. Веднаш ќе станете на правилната партија, не е тоа проблем. Истата ситуација овдека. Значи, немој да мислите дека нешто е поинаку во западниот свет. Значи, сегде е исто, без разлика дали е демократија или е тоталитаризам, тие се тие инструменти. Вие сте регулатор, вие сте држава, вие одлучувате што оди, а што не. Ако не ви се допаѓа, многу едноставно.
праќате соодветни кучиња, што работа им е едноставно да го истераат тоа и им кажуваат или ќе се свртите како што ви кажуваме ние, или нема да го има, многу едноставно. Па и во оваа ситуација не е ништо по друго, така. Затоа и велам, нека има притисок, затоа што на некој начин уште толку ќе компресира цената пред да порасне, затоа што Орелов никако да свати дека не е до него. Никој не го прашува дали он сака или не сака да има крипто. Крипто ќе има, не е до нив, крај. Они го испуштија тоа како шанса да може да го забранат или да направат нешто на крипто, сега моментално може само да сонува. Но како и да е, нека се обидат, нели? Интересно е тоа што и Кина се обиде и моментално криптото само се пресели од Кина. Да видиме што ќе биде сега. Пак ќе кажам, преселување на криптото моментално кон Дубај, на пример, и кон таков тип на отворени држави како што е Португалија, Дубај, еве дури и Малта, иако Малта е многу мала, ќе значи и многу по пријателско третирање на сите оние кои што се клиенти во овие држави, многу поголем развој, децентрализација, затоа што Португалија и Дубај не се најголемата нуклеарна сила во светот. Така да поради ова би ме радувало. Дури и Кардано самиот по себе, односно Чарлс Хоскинс, истапи со идеја дека може да се реши проблемот со стейкинг, доколку, значи многу интересно направено од негова страна, значи ова е пропозал како истото може да се реши, односно да се направи стейкинг во пулови, како што е тоа случајот со Кардано, оние кои што имаат Кардано знаат, односно вие стейкате во одредени пулови, со тоа што моментално стейкингот во пуловите е значи не е потребна согласност, едноставно ги ставате токените и доколку пулот не е нели презаситен, вие добивате стейкинг ревордс во однос на тоа колку самиот пул возможува, така. Додека во спротивна насока овдека многу интересно го кажува тоа како идеја. Вели, можеме да направиме посебни пулови во кои што, значи, доколку сте, да речем, клиент кој што доаѓа од Соединетите Американски држави, едноставно оној кој што е пул провайдер ќе ви побара соодветна документација, на тој начин ќе има фактички покритие самиот пул провайдер, оној кој што го поседува, дека доколку е стейкинг, значи идејата на секе дека уствари наводно луѓето не се информирани за ризикот, така да. Значи, јас ако ви дадам вас посебен контракт на некој начин, подпишано од мене и вас, јас како пул провайдер, вие како оној кој што го дава својот капитал за стейкинг, значи вие на тој начин ќе имаме покритие дека јас вас сум информирал за која е нели лошата страна, односно кој би можел да биде негативниот исход на вашиот капитал, и во таа сфера едноставно и јас и вие сме покриени. Многу интересно од негова страна направено. Нели сега дали ќе се прифати не знам, но е интересно како нели тоа го орочил. Значи многу добро на некој начин е да се заобиколи целата ова шема на сек да се најде нов проблем. Сега не е само стейкингот моментално проблем. Значи еве уште една интересна работа. Зошто ви велам? Сек моментално пикира кого ќе нападне. Значи имаше некој пост во Криптовалути Македонија што не може да си верувам на очите, некој од Македонија, значи имаме дома нели од тие што се We Are НАТО екипа, што го дудлаат на американците, од типот значи секој е пример за не знам каква регулатива за крипто. Господе Боже. Значи еве ти прост пример. Еве, значи моментално исто и Paxos од страна на SEC и од страна на други регулатори е нападнат затоа што е stablecoin issuer на кого погодете? На BUSD. Значи BUSD е stablecoinот кој што моментално го користи Binance, а Binance никако не е под контрола на Мурика и тоа е голем проблем. Значи тоа е проблем во кој што они не може да си дозволат едноставно најголемата минувачица во светот да нема никаква контрола од страна на Америка. Значи тоа не е дозволено. И поради ова каде може да го удрите? Нормално, го удирате по единствениот стейбл кој што моментално се користи на Binance. Се сеќавате, Binance направи конверзија на сите стейблкоини во BUSD затоа што сакаше да се заштити себе си од ваков потенцијален напад затоа што тоа му го направија. Веднаш после по колапсот на FTX пробаа со извлекување на стейблкоините од Circle, која што е вториот конгломерат кој што прави наспроти Paxos нели стейблкоини за користење во криптосветот. Значи истите тие коини кои што се изминтани од Circle беа публикувани во огромни количини со цел да се направи значи circulation crunch на Binance и да нема доволно стейблкоини за работа и на тој начин да го исплашат значи остатокот од оние кои што го користат Binance за вакви услуги, но тоа не се случи. И Binance многу едноставно ги промени сите, каже дека во овој рок сите стейблкоини ќе бидат променети во BUSD кој што е негов стейблкоин, кој што е под покровителство на Paxos.
Paxos, за оние кои што не знаат, е уствари крипто компанија која што има две лиценци. Тоа е првата Virtual Currency License, односно имаат лиценца да минтаат и да располагаат со виртуални валути, додека исто така и има лиценца да биде банка. Односно, ако не е банка, они немаат право да држат и да минтаат. Значи, они фактички треба да држат долари во иста количина колку што и минтаат стейблкоини. Така да во оваа ситуација, значи Paxos се комплетно покриен и иако не се знае точно зошто моментално се прави истрага против него, јас ќе ви кажам веднаш. Зошто не се прави паралелно истрага со Paxos и Circle? Затоа што Circle е од екипата на Grayscale, од екипата на DCG, од екипата на BlackRock. Додека Paxos е сосема спротивна и во овој случај неконтролирана гранка, која што ги користи доларите, нели спротивно на желбите на Америте, во децентрализираниот свет од страна на Binance. Така да, како може да се нападе следно Binance? Нападнете го некој што ми ги дава стейблкоините, затоа што се тргува во стейблкоини. Ако Binance биде оставен без стейблкоин, ќе биде многу тешко да направите тргување. Тоа е главната причина што моментално овие две вести, иако ни требаше доста време да ги анализираме, овие две вести се главната причина поради која што имавме пат на пазар. Значи, да бидеме реални. Тоа е тоа. Со тоа што дополнително, значи ваквите негативни вести и фат предизвикаа long squeeze. Односно, во оваа ситуација, значи при падот, сите оние кои што имале поставено long позиции, да речем во овој дел овдека, беа ликвидирани и тоа дополнително допринесе за уште поголем пад на биткоин. Имајте во тоа предвид, значи тоа на некој начин иде заедно. Во моментот кога имате негативни вести, поради страх, луѓето почнуваат да продаваат и тоа дополнително ќе ги активира стоп лосите, кои што веќе објаснивме нели како функционира самите long и short squeeze. Доколку не може да погледнете, имаме видео за Terra Luna каде што детално објаснуваме, погледнете го во едукативниот центар да видите како функционираат long и short squeeze-овите. Како и да е, тоа беше на кратко она што имавме да кажеме, мада не беше на кратко, 36 минути, но мора да видите целата слика. Значи, поентата на падовите е да мора да видите што точно се случува со цел да разберете зошто дошло до оваа ситуација. Разбирањето на пазарот е клучната техника со која што ќе знаете кога ќе оди нагоре и кога ќе оди надоле. Зошто го велам тоа? Значи, појавување и елиминирање на ваков тип на вести автоматски значи раст или пад на пазарот. Истата ситуација кога испадна од Америка да каже дека направиле не знам светска, не знам каква акција, бит злато, толку беше се заборави. Значи светска акција им траеше 2 минути. Испадаа пред камери, се заблагодарија сите еден на друг, наводно завршиле огромна работа. Бит злато е 300-та берза по вредност у светов. Значи гледайте што направи, ништо. Но нема врска како и да е. Мора да разберете како функционира пазарот преку ваков тип на вести. Сега, ова може да се одрази и на Ethereum. Зошто го велам тоа? Значи моментално имаше не шпекулации, туку тоа е на некој начин и логично мислење. Главниот проблем на Ethereum моментално е тоа што иако е стейкинг, он нема unstaking и staking опција. Така, значи со Shanghai Upgrade, кој што треба да дое во март, ние ќе добиеме опција со која што Ethereum ќе може да биде одстейкнат. Така, значи едноставно ако го имате на стейк, да може во било кој време да го повлечете. Кога ќе се одобри таква опција, значи буквално многу добро кажано овдека, секоја честно овој кој што го напишал тоа, вели вака. Значи проблемот е што имате многу голем број на институции кои што моментално чекаат да се види дали ќе им биде дозволено да прават стейкинг и unstaking. Така. И поради оваа причина сега моментално кога гледате дека SEC напаѓа се што има стейкинг, тоа не значи дека ќе напаѓа само централизирани менувачици. Голема веројатност дека ќе почне да напаѓа и проекти. А кој прв ако не е Ethereum? Затоа што во моментот кога вие ќе дозволите стейкинг и unstaking и вас SEC доаѓа и ви кажува не може во Америка, автоматски имате пат на цената. Автоматски. Зошто? Затоа што прво ќе имате значи како што најави Кракен. Кракен вели моментално на сите оние кои што се американци ќе им биде направен unstake на се што имаат стейкнато. Така, значи автоматски во моментот кога нели донеле оваа одлука дека нели ќе платат оштета и сето тоа, прават unstake на се што е моментално стейкнато на Кракен. Така да и дополнително најавија дека во првиот момент кога Shanghai Upgrade ќе биде готов и кога ќе има опција да се направи unstake на Ethereum, ќе го направат истото за сите американски држави. Значи автоматски ќе имате unstake на еден куп, значи голем број на Ethereum-и, затоа што тоа мора да го направи Кракен со цел да биде нели во согласно со регулативата на Америка, затоа што нели не ги исполнува условите. Сега, дополнително имате и страв дека оние кои што досега чекаа конечно да биде ставена оваа опција, нема да може да ја искористат. Односно,
кога ќе дое моментот да биде Шангај апгрейд реализиран, ќе бидат исплашени да го направат тоа. Значи, големо беше верувањето дека има една куп институции кои што чекаат ова да биде направено, со цел тоа е последниот момент што е потребен да се донесе Етериум до што поблиску до институциите. Затоа што капиталот на институциите е битен, постојано го кажувам тоа, никош не го заборавајте. И поради оваа причина сега имате страв дека институциите нема да бидат спремни да на некој начин стейкаат или пак да купат Етериум за стейк, се додека не биде решен овој проблем со SEC. Така да и ова може дополнително во текот на март да донесе негативни вести, затоа што имате ситуација во која што SEC ви дише во вратот, а вие само што треба да отворите нов значи чаптер, едноставно да направите нов апгрейд со кој што ќе имате и стейкинг и unstaking. Така да и ова е потенцијален проблем кој што мора да го земеме предвид. Сега доста со негативни работи, да видиме некои позитивни интересни работи. Значи знаете дека Binance направи Proof of Reserve систем со кој што може да погледнете, значи на оние кои што не знаат, многу пати сум го покажал ова, на CoinMarketCap имате exchanges овдека, што доколку го кликнете ќе ви ги даде сите моментално менувачици кои што имаат Proof of Reserve. Односно може да погледнете директно во колкав обем поседуваат кои криптовалути. Сите оние кои што имаат вакво иконче со парички и со она штиклирано, значи доколку го кликнете на истото ќе ви отвори фактички тоа е оној Merkle 3, така се нарекува. Значи Merkle 3 со кој што фактички вие во секое време може да видите лайв колку моментално поседува крипто. Така да поради ваквиот Merkle 3, значи може во било кое време да видите во колкав обем каков тип на крипто моментално поседува Binance. И тоа значи во било кое во живо може да видите кога истиот се продава или се купува. Сега, зашто е тоа битно? За да се спречат проблеми како што беше со FTX, односно ако има одлив на средства, вие ќе знаете дека нешто се случува. Така да во оваа ситуација не може Binance вас да ви даде некои имагинарни бројки на неговата значи платформа, затоа што сето ова се следи директно на нивните новчаници. А знаете и сами дека Ledger е самиот по себе јавен систем на следење на капитал, не може да го скриете, се додека знаете чии wallet на кого нели, на кого е собственост. Че може во било кој да видите колку моментално поседува. Сега, ова е дополнително и проблем. Зошто го велам тоа? Затоа што ваквиот Merkle 3 дополнително открива и која адреса колку поседува. Односно, на некој начин се откриваат информации за одредени wallet за кои што се знае чии се и која е нивната содржина. Со тоа што моментално ZK Snarks се едни од оние Z-Rollups. Значи, се сеќавате, разговаравме за Rollup солуции. Сега, Rollup солуциите се уште не се перфект, како да кажем, не се ставени до технолошки степен на корисност во криптосекторот, се уште се развиваат. И моментално има трка за тоа кој успешно ќе направи Rollups и истите ќе ги почне да ги применува. Со тоа што Binance моментално се обидува да ги искористи, односно веќе почна да ги користи, ZK Snarks, значи ова е едно од потенцијалните солуции за Rollups, кој што во оваа ситуација ќе го скрие значи идентитетот на луѓето кои што моментално поседуваат и колку поседуваат на Binance. Зошто го велам тоа? Затоа што ова е Zero Knowledge Proofs, така се нарекува, каде што вие ќе може да видите дека тоа навистина го поседува, но нема да може да видите кој. Значи нема да може да видите точно кој wallet, така. И на некој начин ова е доста добра работа затоа што ваквото користење на Rollups е дополнително доказ дека и понатаму продолжува криптосекторот технологијата да се развива. Че верувате ми, Rollups ќе го револуционира целиот криптосектор. Така да затоа и на некој начин мене ова многу ми се допаѓа, кога ќе може едноставно да почнат конечно да се користат овие Rollups, затоа што Rollups е една од главните работи кои што се потребно да бидат развиени за Ethereum да може да дојде до следниот степен на развој, кој што досега беше така речено запрен поради тоа што на некој начин и самата технологија на блокчейн има лимити. И мора да најдете решение како да ги надминете. Па ZK Rollups, значи генерално Rollup солуциите, дали се оптимистик, дали се не знам какви, ќе го решат овој проблем. И моментално, значи гледаме дека ова е применето на сите на најголемите да речем криптовалути кои што ги поседува Binance, значи ваквиот Rollup систем, со тоа што и Shiba и Polkadot и 13 други, може да погледнете кои, ова само чисто го земав за дополнение на самата сторија. За Cardano имаме интересни вести. Значи прво моментално имаме вест со која што на Свети Валентин, односно на Свети Трифун, за сите нас кои што сме православни, ќе се донесе нов апгрейд, значи ќе биде имплементиран на Cardano блокчейнот, кој што и ќе се нарекува Valentine апгрейд,
кој што треба да направи апдейт на самиот така речено протокол до V8 верзија, со тоа што ќе следи и апгрейд на нодовите, кои што треба да го направат во истиот момент, и дополнително идејата за апгрейдот е интересно, значи доста интересно, вели, овој апгрейд ќе дозволи да се прават dApps кои што ќе може да бидат конектирани на повеќе блокчейни. Односно и ова е на апгрейд на самиот Cardano блокчейн за интероперабилност со други блокчейни, што е доста добро и вели дека, значи интересно тоа што и овој апгрейд кој што моментално се прави заедно со останатите како Vasil Hardware, како имплементацијата на JD дополнително ќе донесе до раст на цената понатаму. Сега како ќе поразговараме во следните неколку вести. Значи вака сега. Ова е тоа што ви го кажувам. Значи се сеќавате кога многу пати сега сме спомнале дека во bear маркетот се гледа кој работи. Значи се гледа кои се тие проекти кои што навистина имаат јака заедница, кои што навистина имаат голем број на девелопери. Па ако се сеќавате во целата 2022 година, значи ADA и Cardano беа прогласени за најактивен блокчейн заедно со Polkadot на второ место. Така да идејата во оваа ситуација е дека сите оние кои што градат во текот на bear маркет дури во бул ќе добијат на вистина голема вредност. Со тоа што еви овдека многу добро покажано, значи на оваа слика, ќе отвориме на нов таб. Значи вели во овој последен месец, значи Whales, имаме 36 нови китови кои што имаат помеѓу 1 и 100 милиона ADA токени. Значи се повеќе и повеќе се зголемо. Гледајте акумулација. Значи ова е од 30 јануари до сега. Гледајте колку голема акумулација на ADA има. А зошто велам дека е ова голема работа? Затоа што ова моментално зелено што го гледате е уствари цената на ADA. Кога они акумулираат во овој сегмент и покрај тоа што цената падна, тоа ви кажува дека ако беше поентата да акумулираат и да направат дамп, тоа веќе ќе го направеа. Туку обратно, они понатаму продолжуваат да акумулираат иако цената моментално е да речем дупло од она што беше на почетокот на годината и да направи корекција. Ако сакаат ќе направеат дамп моментално и ваквата корекција ќе беше многу поголема. Тоа ви покажува дека оние кои што го купуваат со цел да направат поголем профит многу подоцна. И дури имаше споредба, вели вака. Само да го најдам каде беше тоа. Да. Не знам дали овој само момент. Добро, тоа е 56. Значи се очекува 65% раст во оваа година, што е ништо за тоа што се очекува до крајот на овој bull market, но овдека мислам дека е да. Значи вака, последен пат кога тоа било видено во претходната година, ако не се лажам, да, значи во мај 2022 година, кога истиот порасна 36%, значи ваков тип на акумулација на китови. Така да ова е добра најава, да речеме. И уште еднаш сакам да напоменам дека стейблкоините на Cardano се game changer. Затоа што ова може да биде на вистина првиот повторно. Не можеме да знаеме со сигурност, мораме да видиме, затоа и јас си кажам. Значи јас моментално каде ми е устата, таму ми се и парите. И кога кажав дека ќе го поддржам овој проект, јас го поддржав, иако тоа не е многу, со некоја мала количина од 1-2%, тоа не го менува фактот дека тоа е пак на некој начин значителен дел од нашето портфолио. Односно, ние купивме Shen токени со цел да ја стабилизираме цената на JET, на пологи патеки. Значи може да погледнете во претходните вести објасниме точно што е JET и Shen. Сега само ќе напоменем уште еднаш дека ваквиот алгоритмички токен во кој што вие заменувате JET, односно нели стейблкоинот кој што е пегнат за $1 во противвредност на ADA во моментот на продажбата. Значи тоа ви покажува дека не мора истите да бидат постојано, нели backed 1 by 1 со пари, со вистински долари. Така да ако тоа се случи и Cardano успее тоа да го направи, вие имате автоматски, значи момент каде што не ви се потребни долари за да имате стейблкоини на вашиот блокчейн. Автоматски ве става во првите редови на DeFi играта. Затоа што на тој начин вие немате контрола од страна на Америка врз вас. Тоа е одлична работа. Сега, дали ќе успее останува да видиме, јас на некој начин се надевам дека се тоа ќе биде направено, со оглед на фактот дека значи целата фондација на Cardano, односно IOHK, заедно со Emurgo стоја позади овој проект. Ова е еден од најдобрите проекти кои што некогаш го направиле до сега и планира ваквиот стейблкоин да биде многу голем на Cardano блокчейн. Зошто го велам тоа? Значи моментално, ако вие планирате целиот Cardano екосистем да ви биде регулиран со физ кои што ќе бидат платени во JET, а противвредност на $1 платени во ADA во било кое време, тоа ви прави автоматски JET да биде
главната значи валута која што ќе биде мерена во противредност со било кој друг проект и друг токен на екосистемот на Cardano. Сега, нормално ова е условено тоа Cardano да има стварно развиен екосистем. Иако моментално многу брзо расте, ќе мораме да видиме дали следниот bull market ќе ни донесе доволно проекти за и самиот джет да има посакуван ефект, односно ако истиот не е користен, нема да порасте ниту джет, ниту шен. Зборувам нели во однос на джет големина на токени кои што се изминтани, а шен во однос на големина на цената, затоа што колку повеќе се зголемува цената на джет, тоа значи дека се зголемува и бројот на минтани джет токени. Така да останува да видиме, но нели, јас сум посадил ова и се надевам дека ќе успее затоа што тоа е повторно децентрализирање на системот, да не мора да зависите од компании како Paxos и како Circle, затоа што гледате што случува. Во првиот момент кога не им се допаѓате на американците, ќе ви одземат лиценцата за банкинг и вие автоматски сте без стейблкоин. Но не може да го направат тоа ако станува збор за алгоритмички децентрализиран стейблкоин. Интересна работа која што исто така на некој начин алудира на тоа дека Coinbase само глуми на пазарот, дека наводно ги заштитува нели интересите на своите клиенти, вели вака. Моментално Library, како што се сеќавате, ние го најавивме ова, доведе до победа на почетокот на февруари заедно со Џон Дитон, кој што е уствари замешувач адвокат на Ripple во случајот против SEC и Ripple, со тоа што ваквата победа моментално ги натера SEC, односно Комисијата за харти од вредност, да кажат буквално пред судија дека продавање на коини и токени на менувачица, што уствари представува второстепено продавање, тоа е нели второстепен пазар, не представува хартија од вредност. Така да автоматски било која од менувачиците во Америка може веднаш да го врати XRP како токен за тргување. Со тоа што дополнително, значи овде гледате, се активира онаа ситуација во која што имате голема група на луѓе кои што користат овој хеш released XRP на Twitter со цел да се натера нели моментално Coinbase да го направи тоа, а нели повикуваат на фактот дека ако навистина се борат против SEC и ако навистина се борат за крипто секторот, зошто не го поддржат Ripple? Значи они го поддржаа на суд со нели Amicus Curiae, но моментално не го поддржуваат кога може да направат релиз. Зошто? Од друга страна, не само што второстепените не се хартија од вредност, туку и се сеќавате каква е таа презумпција на невиност, дека не сте виновен додека не е тоа докажано. И во оваа ситуација, значи вие не сте хартија од вредност додека тоа SEC не го докаже на суд. Така да вие во било кој време можете да направите релиз, затоа што SEC не може да бара од вас да направите делист кога прво самите кажале дека второстепени хартија од вредност не се второстепена продажба не е хартија од вредност, а второ се уште немаат судска одлука со која што они може да кажат да Ripple представува хартија од вредност. Така да во оваа ситуација Coinbase само се преправа затоа што моментално игра како него му одговара. Ако навистина се бореше за правата на да речем крипто ентузијастите, значи буквално ќе направеше лист на Ripple. Не е ова затоа што јас имам Ripple, туку ова е затоа што самите кажуваат дека се борат за правата на крипто холдерите. Еве, ајде, борете се, значи нели, покажете дека сте против SEC во оваа ситуација. Значи затоа и кажувам, се ги бираат битките. Тоа е нормално разбирливо со оглед на фактот дека станува збор за капитализам. Значи не може да победите секаде и треба да бидете внимателни. И многу интересна работа, значи ова е Дарко Јошев ми ја прати ова слика во меѓувреме додека ги правиме вестите, така да ова е лайв на Twitter моментално, каде што и самиот Ripple кажува. Значи Ripple не е хартија од вредност на сите овие држави, но само во оваа држава е хартија од вредност. Ке ви остава минута да го процесирате ovo. Ете, толку се ретардирани. Толку повеќе немам што да кажувам, но нели се надевам дека конечно ќе го изгубат случајот и нели ќе добиеме позитивен исход за Ripple и ќе ги научат на лекција. Џон Мекафи исто така убиено да мерите во шпански затвор. Причини unknown, истиот кажа дека има неколку USB-а со кои што ќе може да докаже дека бил убиен со причина, но се уште за тоа нели немаме на некој начин јавни вести, но оваа ситуација не ја зборуваме за тоа. Значи Џон Мекафи прави свој блокчейн кој што е уствари и така наречен Мекафи, но проблемот е што оваа ситуација истиот е тужен од страна на Intel затоа што ако се сеќавате постоеше компанија Мекафи антивирус која што е купена подоцна од Intel и истиот не може да го користи Мекафи во ништо друго затоа што правата на Мекафи се веќе продадени. Така да на самиот блокчейн прави и моментално privacy coin Ghost
кој што требаше да биде Ghost McAfee, но нема да биде очигледно, со оглед на фактот дека не може да го користи McAfee повеќе, но се уште постојат неговите децентрализирани менувачница, како и идејата беше да има и phone сервис, односно се сеќавате постојат оние протоколи за сателитски телефони кои што не може да бидат следени. Во оваа ситуација исто сакаше тоа да го направи преку блокчейн, што е доста добро, доста интересно, односно се обидуваше да направи посебна телефонска на некој начин мрежа која што ќе биде преку блокчейн, која што ќе го користи Ghost коинот како за платежно средство преку неговата децентрализирана менувачница, каде што луѓето ќе можат криптирано да разговараат едни со други, да не може да бидат следени. Ќе видиме дали се тоа ќе се реализира, но интересно е што овдека се напоменува, што е добра вест за тоа што и после неговата смрт, значи и понатаму продолжува да работи самиот проект, затоа што пак ќе кажам, значи ова е голем човек со оглед на фактот дека истиот е во интернет и во блокчейн сферата, што од самиот почеток како на едното така и на другото. Повторно, која е причината зашто истиот елиминира, не знам, не навлегувам во тоа, значи да не навлегуваме во теории на заговор, но како и да е, она што се обидува да го направи со блокчейн сферата, верувам дека е интересно и верувам дека ќе биде доста позитивно за самиот крипто сектор, останува да видиме како се тоа ќе се развива. Сега, ова ми беше пратено од еден од нашата заедница, а тоа е Славчо Туџар. Се надевам дека ова го кажем како што треба, затоа што презимето е малку напишано латиница, така да не сум сигурен дали го прочитав како што треба. Значи Славчо Туџар, го благодарам, ова е доста битна вест, интересна. Значи ова е еден од оние, да речем, поинтересни ликови кои што навистина имаат идеја за децентрализирање на финансиите и е на некој начин од оние постари ликови кои што навистина се обидуваат да бидат во текстотехнологијата, а тоа е Роберт Киосаки. Можеби подобро го знаете од неговата Rich Dad Poor Dad книга. Значи препаѓаат, ова е као демек најдобрата книга во финансиите, но во ред. Нели, верувам дека е добра, не сум ја прочитал затоа што имав поента да читам економија, а не да читам вакви типови на како да станете милионер или зошто сте тажни постојано. Извинете, но вакви книги ја не гледам поента, но како и да е, нели, да не зборуваме за тоа. Ако ова книга е толку прифатена од светот, верувам дека има вредност. Зошто? И има 2,3 милиони следачи кои што моментално ги информираат дека значи оној најјак дел на економска криза треба да дојде точно сега, дури најавува за 14 февруари. Значи јас секако не се брзам да купам, кој што може би и сами, така да 3 дена нема да ми сменат ништо да почекам, можеби ово што кажува има логика. Со оглед на фактот дека буквално напоменува дека значи од 2022 година имате 144.000 луѓе кои што го изгубиле своето работно место. Со тоа што во почетокот на 2023 уште 66.000 луѓе во Big Tech компаниите, како што се Meta, Amazon, Google, Microsoft, ги изгубиле своите работни места. Сега, оно што истиот пропушта да го каже е дека невработеноста во Америка и покрај тоа е на рекордно ниво и дека самата невработеност во претходниот месец покажува сосема спротивни резултати од оно што го кажува он, но како и да е, можеме да почекаме, ништо не. Секако ја правам своја анализа и одлучувам сам за себе си, така да и понатаму ќе продолжам да го правам тоа. И во оваа ситуација, значи, јас ќе купам кој јас мислам дека е паметно, но нели ќе го земам ово превид затоа што паметно е да се земат во превид сите овие идеи, како што и самата најава од Роберт Киосаки дека на 14 февруари ќе добиеме Валентински масакар. Останува да видиме дали е тоа така, но во секој случај самиот кажува дека ваквиот пат само ќе му дозволи да купи повеќе, како биткоин, така од сребро, така злато, во секој случај. Значи добро е тоа што и самиот, иако најавува пат, кажува дека е спремен да купи исто како и нас. Останува да видиме дали тоа ќе се случи нормално, но нели од моја страна сакам да ви го пренесам како вест, иако не гледам причина, според него единствени два аргументи му се отпуштање на луѓе од работа. Да, ама тоа се во конкретни сфери, додека другите сфери има рекордна ниска отпуштеност од работа, така да не гледа, стварно не гледа. Може би има повеќе, но статијата што јас ја прочитав само толку имаше да се види. И една од моите омилени вести ја чувам за крај, чисто за да го завршиме во денес. Значи, From Russia with Love, од Русија со љубов. Моментално владата во Русија ќе спонзорира крипто майнинг центар, и тоа мене искрено многу ми се допаѓа, со 30.000 майнинг машини, со 100 луѓе и со 100 мегавати електрична енергија за да биде ова направено како што треба. Со тоа што многу добро направено, значи дури го прават во една од, да речеме, ние ремоут, да речем по настрана држави, затоа знаете дека Советскиот сојуз уствари, иако не постои, моментално Руската федерација е се уште
комбинација од голем број на мали така речено држави, со тоа што веќе се најавува дека ваквата хала, да речеме, или бизнис кој што ќе биде така речено директно и поседен од државата или пак субсидиран, ќе биде со прво ќе плаќа 50% помалку електрична енергија, второ нема да има никакви даноци на имоти на такви работи, дури верувам дека и данокот, како што кажа, ќе биде намален данокот на профит, со тоа што значи се обидуваат да генерираат на некој начин и профит од копање на криптовалути. Верувам дека тоа ќе биде биткоин, што друго би било кога станува збор за ваков тип на голема значи хала, да речем голем бизнис, но како и да е, каде е основата на сето ова? Дали ќе ми замерите или не, ваш проблем. Јас сум на руската страна, значи на глобално ниво моментално Русија се брани. Мојата сопруга е од Украина, мене ми е многу жал за украинците, но моментално ги користат како жртвени јагниња, исто како што хрватите беа искористени од страна на Европа за време на војната во Југославија. Значи, нели, се буцка од една страна и после тоа се прави целосен масакар, помеѓу нив со цел они да го решат проблемот како од воен аспект, односно да немате проблем затоа што они помеѓу себе ќе се истепаат, а второ да ја ославете Русија како што тоа го направија со Југославија. Че да бидеме реални, тоа е ситуацијата, вас ако не ви се допаѓа, мене не ме интересира. Тоа е мое мислење, секој има право на свое мислење. Така да јас сум моментално на руската страна. И се надевам дека ваквиот тип на криптоадаптација прво ќе помогне во генералната адаптација на крипто, затоа што имате, како ви реков, сеќавате, ако една голема сила направи адаптација, другите немаат избор освен да го направат истото. Значи вие не може да дозволите голема сила како Русија наеднаш да ви отвори 100 вакви центри. Автоматски ќе ви го превземе скоро поголемиот дел од мајнингот на биткоин. Така, затоа што они имаат и моќ и капитал да го направат тоа. А да не заборавим, имаат и еден куп енергија за која што не мора никој да одговара. Така да имате го тоа превид. Затоа и ви велам, имаат моментално од следниот месец централизирана државна менувачица и имаат гледате какав капацитет за мајнинг. Значи тоа не го прават за џабе. Очигледно, моменталното релаксирање на правото за крипто е со цел да се надминат санкциите кои што се наметнати од 10 држави во светот. Не од целиот свет, тоа е лага, значи од 10 држави, затоа што за we are НАТО идиотите и дома, и во Европа, и во Америка, они сметаат за светска заедница само Америка со Канада, Европа, Австралија и Јапонија. Тоа за нив представува светска заедница. Значи нема никаква врска со остатокот од светот. Во исто време Русија моментално тргува со цела Азија. Напротив на тоа што ви кажуваат на телевизија, тоа е лага. Значи тргува со цела Азија, тргува со цела Африка. Буквално не тргува со само Европската унија, никогаш не тргувала со Америка или па со Австралија или со Јапонија. За ние се небитни. Така да пак ќе кажам, на крајот од денот ве лажат. И ово што моментално го прави Русија, се надевам дека ќе предизвика тоа што го очекувам, а тоа е светска адаптација, затоа што, пак ќе кажам, не може вие, тоа е исто како Втора светска војна. Може ли да се дозволите само Германија да има нуклеарна бомба? Вие автоматски сте изгубиле војната. Затоа што секогаш кога ќе се противите, имаат оружје со кое што може да ве заќутат. Исто и во оваа ситуација. Значи ако дојде ситуација за која што моментално Русија се обидува да стигне, каде што ќе има начин да ги значи буквално да ги отмине сите овие санкции, автоматски вие сте изгубиле војната. Че вие не може да запрете нејзе кога она нашла начин како да прави и понатаму трансакции низ целиот свет, без при тоа да може вие да запрете, иако исклучено од SWIFT. Имајте го тоа во превид, моментално Русија се обидува да го направи и пак ќе кажам, се надевам дека ќе биде успешно. А we are НАТО идиотите, че може да гледаат друг канал ако не им се свија мојот, нормално. Така да се надевам дека ова беше интересна вест за вас, како што беше и за мене. Се надевам дека ви се допадна каналот. И како и секогаш, значи пред да завршам, би сакал само да напоменам дека имам голема благодарност до сите члени на нашата заедница. Посебно ќе напоменам неколку, посебно како што е на пример во оваа ситуација Тодоровски Илија, кој што целосно се погрижи, уште еднаш ќе напоменам, целосно се погрижи за нашиот софтвер за лайвстрим, како и моментално джинглите, значи тоа се од него буквално овозможени материјали кои што може да направиме нашиот материјал да изгледа малку подобро за нашата заедница. Потоа, Бован Досев, како и секогаш, огромен број на материјали, овде ќе го спомнам и Дарко Јошев, кој што исто така многу помага на каналот, што се исклучиви поединци на кои што многу сум им благодарен затоа што на некој начин намалуваат мојата работа да морам да ги барам овие информации со цел да можам да ги доставам до вас. Уште еднаш ќе напоменам како заедница слободно пратете ми вести, се што мислите дека е битно,
Јас сето тоа ќе го објавам доколку сметам дека навистина е позитивно за заедницата, нормално со оглед на фактот дека ја треба да го изанализирам, како што нели до сега сум го правил истото, и уште еднаш ќе напоменам, со ваква заедница ќе имаме многу поголем успех со тоа што имате еден куп очи кои што гледаат на пазарот, освен моите, кои што наоѓаат работи кои што јас сум ги промашил и кои што на некој начин ми ги доставуваат со цел да ги агрегирам и да ви ги доставам како на некој начин гласот на нашата заедница на Криптогемиџија, како и на Криптовалути Македонија. Така да, уште еднаш ви благодарам, како и секогаш ако мислите дека оваа материја е позитивна и дека има што да се научи, споделете со оние кои што сакаат да научат повеќе за криптопазарот и нормално се гледаме во следното видео. За утре ќе пробам да спремам нешто посебно, нешто интересно на кое што работев некое време, но ми е потребно за да можам да го скоцкам и да го стабилизирам, но како и да е, дека остане како изненадување да видиме што ќе успеам да направам во текот на утрешниот ден. Ќе гледам во секој случај да добиете видео. Така да ви благодарам, имате добар ден и се гледаме во следното видео. Поздрав од Криптогемиџија.